Илија Петрушевски во своето дело Македонија на стари мапи забележал: според својата природа, мапите представуваат значајни документи кои придонесуваат за расветлување на низа прашања од историјата, географијата, археологијата, хералдиката, етнологијата и лингвистиката. Така, слободно може да заклучиме дека картите, географски, историски, етнолошки, на кои е прикажана Македонија во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, се многу важни заради повеќе причини. Во почетокот на 19-тиот век, како резултат на развојот на науката и технологијата во Европа, се забележува значителни промени и напредок воопшто во картографијата во тоа време. Географските, политичките, особено карти, етнографските карти кои се актуелни, особено во 19 век, се појават како израз прецена стремежите на државите заради нивниот интерес во одреден регион. Овде конкретно се работи за регионот на Балканскиот полуостров, Османлиската држава, како посебно актуелен интерес и на големите европски сили, се разбира и на балканските држави, но и оние независни, но и оние кои што уште се зависни држави во времето до источната криза. Инаку карактеристично е дека во врска со Османлиската држава се појават редица на проекти кои за поделба на нејзината поделба, како таа слабе, и меѓу другото тие проекти и планови за поделба на Османлиската држава на европските големи сили се изразуваат и преку карти како најсоодветен инструмент за представување до каде и каде граничат нивните државни интереси. И се разбира други постојат некаде околу 100 такви проекти со карти низ целиот тој период, вклучувајќи го до 19 век. Меѓутоа, она што е карактеристично посебно значајно во 19 век станува Македонија во рамките на европскиот дел на Османлиската држава станува многу интересно подрачје. Затоа што тука врват на најкусиот пат, значи од Европа, прека Балкана кон Блискиот Исток, таму каде што има Лозескиот регион, каде се судира интересите на големите сили европски, тоа се Велика Британија, Германија, Австро-Унгарија, Франција и така натаму. И во таа смисла сега се појавуваат и најразлични карти. Забележливо е дека во тоа време почнува да се печатат посовремени карти со многу побогати податоци и карти низ кои што може да се забележат различни интереси кон овој простор. Во таа смисла, поаѓајќи од своите економски, политички, трговски интереси, големите сили се почесто се занимаваат и со Балканот, а во тој контекст и со Македонија како дел од Османлиската империја. Едно од прашањата кои се појавувале во минатото, но кои се актуелни и денес, е прашањето поврзано со границите на регионот Македонија. Вилкинсон, во своето познато дело во кое пишува за етнографската картографија на Македонија, уште на самиот почеток забележал дека едва и два авторитета би се согласиле за точниот опис на Македонија, поточно на нејзините граници. Како и да е, постои една општа согласност до каде се протега географскиот регион Македонија. Границата на географска Македонија ја сочинуваат планините Шарпланина, Скопска Црнагора, Козјак, Осогово и Рила на север, западните падини на Родопите и долното течение на реката Маста, Нестос, на исток, Егејското море и реката Бистрица, Алјакмон, на југ, и масивот Грамос, Преспанското езеро, Охридското езеро и планинските венци Кораб и Јабланица на запад кон Албанија. Меѓутоа, кога е во прашање територијалниот опсег на Македонија низ вековите, постојат и други мислења. Грчкиот историчар Јоанис Колиопулос, пишувајќи за одредени теми од македонското минато, навел дека постојат две Македонии. Едната современиот регион, а другата според неговото мислење античка грчка земја. Всушност, оваа мисла на грчкиот историчар е во прилог на грчките тези за постоење на две Македонии, едната во антиката, а другата во сегашноста, кои се различни по големината на териториите.
Регионот Македонија сепак на некои од картите кои биле испечатени на почетокот и кон средината на 18 век бил означен претежно во оние граници кои сите ги знаеме. На картата на Прайс, Максвел и Сенекс, испечатена во 1712 година, границите на Македонија се протегаат на север до Шара, на исток до Тракија, но на југ одат многу подолу од Бистрица. Интересно е што на оваа географска карта, например, го нема Преспанското езеро, а исто така недостасуваат многу топоними. Картата била направена според географската карта Грција на Делил. Заедничката карта на Прайс, Максвел и Сенекс и она на Делил била основа за изработка на картата на Жанвиер, која се појавила околу 1750 година. На оваа карта границите на регионот Македонија малку се разликувале во однос на картите кои Жанвиер ги користел како основа за изработка на својата карта. Така, може да забележиме дека јужната граница на регионот е поместена посеверно во однос на претходните и не навлегува во Тесалија. Во првата половина на 19 век во европските научни кругови се појавиле многу нови карти посветени на разни делови на светот. Османлиска Македонија била дел од тие карти. Така, во 1810 година во Париз се појавила картата на Лапие со наслов Европска Турција. На оваа карта Македонија била прикажана во географските граници, кои и денес ги знаеме со исклучок на еден дел од западната граница, која била поставена источно од реката Црн Дрим. Следната година, во Лондон, излегла картата на Џон Кери, насловена како Нова карта на Европска Турција, поделена на нејзините провинции. На оваа карта Македонија е прикажана како дел од Румелија, а еден помал дел од нејзината територија била прикажана како дел од териториите контролирани од муслиманските феудалци од Албанија. Интересно е да се забележи употребата на името Романија. Со ова име Кери не ја означил територијата на денешната романска држава, туку јужните делови на Бугарија. Најверојатно мислел на османлиското име Румелија, кое означувало делови од Балканскиот полуостров кои биле под османлиска власт. Во таа насока, треба да се напомене дека и на картата на Рајнеке, издадена 1812 година во Вајмар, може да го сретнеме името Романија како име за јужниот дел на Бугарија. Македонија на оваа карта била прикажана како област која се граничела со Тесалија, Албанија, Србија, Бугарија и Романија. Сите овие области биле делови од османлиската држава. Насловот на картата на Рајнеке бил Карта на Турското царство во Европа. Политичката карта на Кери, заедно со оние на Лапие и на Рајнеке, била вовед во печатење на карти кои се однесувале на османлиската држава, а во тие рамки и на регионот Македонија. Интересот кон османлиската држава бил логичен. Западните држави и Русија во борбата за проширување на своите колонии, територии и сфери на интерес не можеле да останат незаинтересирани за се послабата османлиска држава. Некогашната најмоćна држава во Европа во 19 век се обидувала преку реформите да ја зацврсти својата администрација, армија и економија, но тоа одело многу тешко. Оваа држава била наречена болниот од Босфорот, име кое ја покажувало нејзината слабост. Сепак, оваа држава се уште била империја која се простирала на 3 континенти. Ниту една од европските сили не сакала да им дозволи на своите конкуренти да имаат поголемо влијание во османлиската држава. Стратегиското значење на османлиската држава било големо, а запознавањето со неа станало неопходност. Затоа, воопшто не било чудно што во овој период многу странски патописци, авантуристи, воени лица и интелектуалци ја посетиле османлиската држава и оставиле записи за тоа што го виделе. Географските и политичките карти кои се појавиле биле резултат од нивната посета и патување низ европските делови на султановата држава. Печатењето на картите, поврзани со османлиската држава во средината на 19 век, донело нешто што го немало во претходниот период.
На запад и во Русија се појавиле карти на кои била прикажана етнолошката состојба во европскиот дел на османлиската држава. Овие карти станале многу популарни во европските научни кругови, бидејќи султановата држава била доживувана како нешто непознато, неоткриено и екзотично. Еден дел од тогашните карти биле направени од научници кои ги користеле информациите на тие што ја посетиле османлиската држава и оставиле записи за својата посета или истражување. Таков бил и случајот со чехот Павел Јозеф Шафарик, кој во 1842 година ја објавил првата современа етнографска карта за дел од југоисточна Европа. Тој, пред да ја објави својата карта, на која напорно работел повеќе од 20 години, никогаш ја немал посетено османлиската држава. Меѓутоа, повеќегодишниот престој во Нови Сад му овозможил да биде во постојан контакт со одредени представници на србите кои живееле во Војводина, која била дел од Хабсбуршката монархија. Вилкинсон забележал дека Шафарик за време на својот престој во споменатиот војводински град имал можност да се здобие со знаење околу разните словенски и несловенски народи на Балканот. Тој исто така познавал и неколку словенски јазици. Кога ќе ја погледнеме картата на Шафарик, забележуваме дека во Македонија доминирало бугарското население со исклучок на крајниот југ, каде мнозинство биле грците. Ова означување на Шафарик воопшто не треба да изненадува или пак да предизвикува забуна. Слабо развиената национална свест на македонското население и индиферентноста кон националното определување овозможувало истото на разни карти во овој период да биде означувано со други етноними – бугари, срби или грци. Подоцна, со развојот на ослободителното движење, состојбата значително ќе се промени. Во 1847 година се појавила картата на францускиот патописец и научник Ами Буе. Овој француски географ на својата карта, слично како и Шафарик, како доминантна заедница во Македонија ги обележал бугарите. Грците, според Буе, го заземале просторот на крајниот југ на Македонија, но за разлика од неговиот претходник, францускиот географ на грчката заедница и дал помала територија. Исто така и енклавите со турско население на картата на Ами Буе се многу помалубројни во однос на картата на Шафарик. Кога е во прашање распространетоста на турското население, нивната малубројност на картата на Ами Буе воопшто не била изненадувачка ако се има предвид неговиот став за турците. Според него, турците главно се населувале во градовите, а нивната присутност во селата не била голема. Велика Британија во 60-тите и 70-тите години на 19-тиот век била главниот поддржувач на османлиската држава. Причините биле едноставни. Непријателот на мојот непријател е мој пријател. Русија и Велика Британија имале различни интереси и многу недоразбирања. Кога ќе се види какви биле османлиско-руските односи во тој период, тогаш британскиот интерес за османлиската држава воопшто не бил изненадувачки. Овој интерес бил проследен и со се поголем број на британци кои патувале низ османлиската држава. Некои од нив биле авантуристи, други пак имале прецизни задачи. Интересно е да се забележи дека првата британска етнографска карта за европска Турција била составена од две жени. Денес тоа не е никакво изненадување, но во 19-тиот век оваа карта била одраз на голема храброст. Двете англичанки, Мекензи и Ирби, го посетиле Балканот без никаква придружба. А овој регион од страна на многумина на западот бил сметан за место на опасно живеење. Како и да е, двете дами своите забелешки меѓу другото ги преточиле и во првата британска етнографска карта за Балканот. Иако иследувачите на овој проблем забележуваат дека двете англичанки својата карта ја имаат направено врз основа на една карта на Лиен, издадена во 1861 година, сепак може да се воочат одредени промени кои се направени на нивната карта. Тие промени се должеле токму на нивното патување низ некои области на европскиот дел на османлиската држава.
На нивната карта била прикажана и етнографската состојба во Османлиска Македонија, таква каква што тие сметале дека е. Ирби и Мекензи, како доминантна заедница во Македонија, ја означиле бугарската, со одредени турски енклави и грчко присуство на крајниот југ на Македонија. Рускиот интерес кон османлиската држава во овој период бил голем. Босфорот и Дарданелите биле од големо значење за Русија и нејзините постојани погледи кон така наречените топли мориња. Рускиот пораз во Кримската војна со Велика Британија, Франција, Пиемонт и Османлиската држава за кратко ги намалил руските агресивни акции кон Султановото царство. Руската политика кон Османлиската држава по Кримската војна била во насока на укинување на некои понижувачки членови од Парискиот мировен договор од 1856 година и зголемување на влијанието помеѓу православното, особено словенското население. Во рамките на таа политика и интерес може да се гледа и на издавањето на картата на Мирковиќ. Неговата карта била издадена во 1867 година, значи во исто време кога се појавила и картата на Ирби и Мекензи, но и време кога била одржана Пансловенската конференција во Москва. На оваа карта, како доминантни словенски групи на Балканот биле прикажани србо-хрватите и бугарите. Почетокот на големата источна криза со востанието во Босна и Херцеговина во 1875 година повторно ја врати османлиската држава во центарот на интересот на европското јавно мислење и на дипломатијата, но и на воените планери, особено руските. Картите кои ја покажуваа етнографската слика на регионот, а со тоа и на Македонија, никнувале како печурки. На сцена стапиле и симпатиите на одредени интелектуалци кон некои од балканските народи, а тоа можело да се забележи и на објавените карти. Македонците беа исклучени од тие карти. Нивната незаинтересираност за националното самоопределување продолжувала и понатаму, а тоа се одразувало и на картите кои се појавувале. Сепак, во текот на оваа криза, за прв пат може да забележиме и некакво балканско учество при изработка на етнографските карти. Во овој период најголема активност покажале грците. Грција била единствената независна христијанска држава во регионот до 1878 година. Србија се уште била автономна држава во составот на Османлиската империја, а Бугарија не постоела како ентитет. Една карта на германскиот географ и картограф Киперт, издадена во 1876 година, предизвикала силна грчка реакција. Грците сметале дека несоодветно било прикажано присуството на грчкиот елемент на оваа карта. Имено, на картата Киперт како територии со мнозинско грчко население во Македонија ги означил областите јужно од линијата Пинт, Хрупиште, Катраница, јужно од Енидже Вардар, Солун, Серес, Драма, Кавала. Под оваа линија имало и турски оази, но затоа имало грчка боја, навистина со мал обем, околу Мелник, Струмица, Битола. Тоа според грчките гледишта не било точно и не кореспондирало со реалните состојби и со историските факти. Хајнрих Киперт во тоа време бил најценетиот европски картограф. Затоа и реакцијата била силна. Имено, доколку еден врвен авторитет како Киперт го оспорувал големото грчко етничко присуство во Османлиска Македонија, тогаш грчките стремежи би имале сериозен проблем, особено ако се има предвид блискоста на Киперт со германскиот канцелар Ото фон Бизмарк. Затоа требало да се одговори и да се оспори оваа карта. Грците имале човек кој можел да се соочи со предизвикот. На сцена стапил Константинос Папаригопулос, основоположникот на современата грчка историографија, кој веќе бил доволно почитуван во својата земја за да може да се справи со новата ситуација. Тој заминал за Берлин со цел да се сретне со германскиот картограф и да се обиде да изврши влијание врз него за да бидат променети нештата кои не биле во грчки интерес. Папаригопулос пристигнал во германската престолнина во јули 1877 година. Тогаш започнува неколкумесечна комуникација помеѓу двајцата научници околу границата која би ги одделувала грците од останатите народи во регионот. Тоа што за нас е интересно,
било барањето на Папаригопулос, областа околу Битола, се до Крушево, да биде означена со грчка боја. Во понатамошната кореспонденција на 1 февруари 1878 година, во едно писмо од Атина, Папаригопулос прашува зошто веќе договорената линија Разлог, Неврокоп, Мелник, Струмица, Воден, Преспа, која требала да биде обоена со грчка боја, е спуштена појужно. Киперт, изненадувачки, попуштил и се согласил на измени кои биле блиску до тоа што го сакал Папаригопулос. Така, непосредно пред почетокот на Берлинскиот конгрес, била издадена брошура со една карта во прилог на истата. Насловот на оваа брошура е објаснувачка забелешка за етнографската карта на грчките, словенските, албанските и романските земји, направена од Хенри Киперт. На оваа карта, како доминантно грчки територии во Македонија, биле прикажани областите јужно од споменатата линија. Нема никаков сомнеж дека зад оваа брошура и карта со името на Киперт всушност стоел Папаригопулос. Во тој период најсилно доаѓа до израз тие стремежи на балканските држави. Тука се јавуваат и европејците кои што излегуваат со одредени карти. Да речем 76-та година излегува една карта, германска карта, во која што прилично реално се представени состојбите на Балканот, вклучувајќи тука и Македонија. Меѓутоа, таа карта од 76-та предизвика жестока реакција во Грција заради тоа што минорно беше представено, грците беа представени како етнос во Македонија, ограничени главно на строгиот појас, приморскиот појас и во поголемите центри како енклави или колонии. Тоа предизвика една жестока реакција затоа што Грција во тоа време, во овој времето на источната криза, сметаше дека ќе дојде до радикални промени на Балканскиот полуостров и навистина тоа се случи. И затоа тие почнува жестока и дипломатска активност од источната криза да излезат со територијално проширување. Многу интересно кога се во прашање етнографските карти поврзани со Македонија да се напомене дека некои од балканските држави имале обичај, барем на почетокот, да објавуваат карти под друго име, значи авторот да биде да потекнуваат од Атина, а картата да биде објавена, например, во Лондон. Таков е случајот со етнографската карта која била објавена од страна на англиската картографска куќа Стенфорд и која се однесувала на етнолошките состојби во Османлиска Македонија и на Јужниот Балкан. И таму е прикажано дека најголем дел од населението има грчко потекло. Меѓутоа, што е интересно? Интересно е што зад оваа карта стои, зад издавањето на оваа карта, стои грчкиот дипломатски представник во Лондон Јоанис Генадиос. Меѓутоа, уште поинтересно е што токму тој учествувал и во составувањето на истата. Имено тој бил цело време на релација Атина-Лондон. Во Атина се советувал со представниците на Сдруженијето за ширење на грчката писменост, кои му ги давале материјалите потребни за издавање на картата, а тој потоа ги преведувал на англиски јазик и ги давал во издавачката куќа. На крај била составена таа карта заедно со една книжка од 30 на страници. Истата година, кога е издадена оваа карта во Лондон, заедно со придружена со книжката, во Атина, во издавачката куќа Лазаридис, била објавена истата карта, истата книжка на грчки јазик. Автоматски не е јасно дека зад оваа карта не само што стоеле грчките интереси, туку и грчката држава преку собствениот дипломатски представник во британската престолнина. Во 1877 година во Лондон била објавена картата на издавачката куќа Стенфорд. Всушност, картата била дел од една книжка. Основа на оваа мала книжка биле податоците добиени од атинскиот Силогос за ширење на грчката писменост. Силогосот претходно со помош на грчките конзули во Османлиска Македонија собирал податоци кои би биле во насока на докажување на доминантноста на грчкиот елемент во Македонија. Затоа воопшто не би било чудно што во објаснувањата придружени кон картата се тврдело дека населението во црноморските градови Македонија и Тракија имало грчко потекло, јазик, традиција и вера.
Поточно, во однос на населението во Северна Македонија и Тракија, како што било напишано во книшката, мешаното грчко и бугарско население во овие региони постепено било соединето во едно ново и заедничко тело, кое не било ниту чисто бугарско, ниту чисто грчко, туку припаѓало на двете раси. Ова мешано население може најсоодветно да се означи како бугарофони грци. Кога веќе ја споменавме оваа книшка со картата која сите ја нарекуваат картата на Едвард Стенфорд, може да забележиме дека всушност е дело на грчкиот дипломатски представник во Лондон Јоанис Генадиос. Едвард Стенфорд бил издавач на карти и атласи, а сосема друго прашање било кој стоел зад неа. Во крајна линија, брзиот превод на оваа карта и на грчки јазик од страна на Лазиридис во 1877 година во Атина е добар доказ за тоа кој стоел зад неа. Исто така треба да се има предвид дека Генадиос во тој период упатил еден меморандум до британската влада во името на владата во Атина, во кој ги опишува состојбите во оние делови на европските области на османлиската држава кон кои Грција имала интерес и територијални аспирации. Случајно или не, зборовите во меморандумот се поклопувале со картата. Сцената за картографската борба помеѓу малите балкански држави за Македонија била отворена. Таа требала само да се наполни со учесниците. Тоа и се случило со признавањето на српската независност во 1878 година и со создавањето на современата бугарска држава истата година во согласност со решенијата на Берлинскиот конгрес. Картографската борба за Македонија добила на особен интензитет по 1878 година, односно по Берлинскиот конгрес и по создавањето на современата бугарска држава, односно признавањето на српската независност. Србите беа тие што први почнаа да создаваат карти на кои што е представена српската доминација во Македонија, односно српските географи и етнографи Трашковиќ и Веселиновиќ и особено во 1887 година картата на Владимир Карич. Сепак ниедна од овие карти не успеа да ги надмине балканските граници, па затоа ниедна и не ја постигна реакцијата што успеа да ја постигне Спиридон Гопчевиќ во 1889 година и неговата карта на која што српското население во Македонија е представено како доминантно се до предворието на Солун. 10 години подоцна, односно во 1899 година, гркот Николаидис исто така изработи една карта на Македонија, на која што грчкото население овој пат е доминантно се до северно од Битола, односно Охридското езеро, северно од Битола, Демиркапија и северно од Струмица и Мелник. Една година подоцна, бугаринот Васил Кънчов исто така изработи една карта на Македонија, на која што, за разлика од картата на Спиридон Гопчевиќ, представена е истата територија, меѓутоа до предворието на Солун овој пат доминантно е представено бугарското население. Така, доколку сите три карти, она на Гопчевиќ, она на Николаидис и она на Васил Кънчов ги поставиме една врз друга, ќе видиме дека за истата територија тие представуваат дека доминантно е бугарско, грчко, односно српско население и, за жал, македонското население воопшто го нема, односно го има, меѓутоа не е представено со своето вистинско име. Кога дефинитивно речиси завршена големата источна крига, која нас донесе до големи промени, создавањето на бугарска држава од една страна, а од друга страна србите како учесници заедно со Црна Гора во војните во источната криза сметаат дека тие се изборили за поголемо територијално проширување и тоа беше принципот на политиката. И она што е карактерично дека во времето на Берлинскиот конгрес за да ги представат своите претензии до каде треба да се прошири српската држава, тие покрај документите еден меморандум кој што беше представен на конференцијата, исто така и кон меморандум беше приложена и карта. На картата беа вклучени еден добар дел од северниот дел на Македонија како интерес каде што треба, кој што представи како српска интересно подрачје кој што треба да се вклучи во српската држава. Таа борба особено се засилила кон крајот на 19. век, кога и пропагандните активности на балканските држави биле се посилни во османлиската држава, особено во Македонија.
Во оваа игра се вклучиле и србите и бугарите. Првите тоа го направиле со издавањето на картите на нивните познати географи и етнографи Драшковиќ и Веселиновиќ. Тука не треба да се испушти ниту картата од 1887 година на познатиот географ Владимир Кариќ, кој еден период бил и српски конзул во Скопје. Сепак, вистинска ерупција на реакции предизвикала картата на Спиридон Гопчевиќ, објавена во 1889 година. Оваа карта, за разлика од оние објавени на српски јазик, била забележана во Европа. Тоа и била целта. На неа србите во Македонија биле присутни се до Солун. Крајот на векот донел една нова карта на која биле прикажани грчките погледи за етничкиот состав на Османлиска Македонија. Најактивна во тој поглед се појавува Грција. И грчките интелектуалци, меѓутоа и Грција како држава, веќе таа е прва независна држава на овој простор на Балканскиот полуостров, и она што е постојано, која што кај не е оптоварена грчките државници и воопшто грчките интелектуалци, е така наречен животен простор. Значи, прашање на ширење или животен простор, затоа што кога е создадена грчка држава на тој простор Пелопонес и малиот дел на континенталниот дел, таа немаше, барем по проценките, перспектива за развој, не се и требаше животен простор. И тоа беше свртено прво кон Тесалија, а потоа во центарот на вниманието станува и Македонија. Во 1899 година била објавена картата на Николаидис. На неа грчкиот елемент, како мнозинска етничка групација, се простирал се до линијата Охридско езеро, северно од Битола, Демиркапија, северно од струмица Неврокоп. Една година подоцна и бугарската страна ги прикажала своите амбиции. Еден извонреден исследувач на употребите на историските, географските и етнографските карти во политички цели, кога е во прашање Македонија, Вилкинсон, забележал: последицата од појавата на картите на Гопчевиќ и Николаидис стана императив на појавата на тврдењата на бугарските извори, уште повеќе бидејќи интерпретацијата на картата на Мајнхард го представуваше официјалниот бугарски став. Според тоа, во 1900-та, како одговор на потребите на бугарскиот став, се појави картата на Кънчов за етнографијата. Оваа мисла на британскиот географ сепак не била целосно точна. Кънчов претходно престојувал во Македонија со цел да собере податоци кои би му користеле. Како резултат на своите истражувања, тој објавил една карта. На оваа карта, очекувано, распространетоста на бугарскиот етнички елемент се протегала до Солун. Меѓутоа, таа карта била дел од едно негово големо по обем дело, посветено на етнографијата на Македонија. Секако, според бугарските погледи. Кънчов го правил тоа што го правеле и другите на Балканот. Едноставно, тој не бил исклучок. Иако неговата книга и карта предизвикале сериозна дебата во научните кругови. Целта на создавањето на овие карти била едноставна. Преку нив се сакало да се покаже историското право врз Македонија, но и етничката распространетост на својот народ. За македонците немало место на овие карти. Виктор Берар забележал дека картите кои се печателе во Белград, Софија и Атина секогаш ги ограничувале другите во Македонија на најмала можна територија со цел да се покаже доминантноста на својот народносен елемент. Нивната веродостојност не била голема, но кој пак се грижел или мислел на неа? Македонија била дел од Османлиската држава. Затоа се интересни и картите кои ја покажувале и територијалната поделба на овој регион на вилаети. Османлиската држава официјално не го употребувала името Македонија, туку територијата ја означувала според имињата на вилаетите. Така Македонија била поделена при крајот на 19 век на 3 вилаети: Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот, Скопски. Затоа овие имиња ги сретнуваме на некои од картите. На почетокот на 20 век се појавила една грчка карта на која била прикажана поделбата на европскиот дел на Османлиската држава на вилаети. Интересното на оваа карта
е поделбата на регионите Македонија, Албанија, Епир, Тракија и Скопје. Имено авторот или авторите на картата, територијата на регионот Македонија ја поделиле на два дела. Јужниот и поголемиот за своја северна граница ја имал линијата малку посеверно од Струга, Крушево, Струмица, Неврокоп. Овој дел бил означен како Македонија. Северно од оваа линија бил регионот Скопје. Линијата се поклопува скоро во целост со онаа што ја исцртал Папаригопулос во преговорите со германскиот картограф Киперт. Со други зборови, скоро половина од регионот Македонија всушност не бил тоа. Една друга карта посветена на територијалната поделба на османлиската држава во Европа се појавила во 1908 година. Картата со наслов Карта на европските провинции на Турција, вилаетите Скопски, Битолски и Солунски, била изработена од страна на Географскиот институт Агостини од Рим. На неа била прикажана поделбата на Македонија на вилаети. Тоа сепак не била главната цел на оваа карта. Авторите на истата педантно обележале на колку сектори била поделена Османлиска Македонија според реформските процеси започнати со Мирцштегските реформи од 1903 година. Забележливо е дека само 3 кази од регионот Македонија биле исклучени од реформите. Тоа биле Тетовската каза во Косовскиот вилает и Дебарската и Реканската каза во Битолскиот вилает. Османлиите биле поедноставни. Тие на официјалните карти не го употребувале името Македонија, кое било забрането од страна на султанот Абдул Хамид II. Тоа не значи дека овие карти не се интересни како историски извор. Македонците, како посебен народ на овие карти, се појавиле релативно подоцна во однос на некои од балканските народи. Посетите во регионот на некои научници и патописци кон крајот на 19. век довеле до забележување на една посебна словенска група која не била ниту српска, ниту бугарска. Тоа што не било забележано порано, сепак не останало и понатаму незабележливо. Значи, и покрај сите пропаганди во Османлиска Македонија и недостатокот на верски и образовни институции, добар дел од македонското словенско население не ја изгубило својата посебност. Борбата за државност, која станала се поактивна и пожестока по формирањето на Македонската револуционерна организација во 1893 година, започнала да ги дава резултатите. Вилкинсон, пишувајќи за појавата на македословените, како што ги нарекува во еден дел од својата книга, забележал: настаните кои се случија во Македонија во 1903 година беа толку жестоки што го свртеа вниманието на цела Европа. Свртувањето на вниманието се одразило и на картите. Првиот чекор во таа насока, според некои размислувања, бил направен од страна на австриецот Појкер во 1903 година. Неколку години порано, овој австријски научник издал карта која била целосно пробугарски ориентирана, но во онаа од 1903 година тој прикажал голема јазична измешаност во Македонија. Кога е во прашање Појкер и неговите погледи за Македонија, треба да споменеме една друга карта која се појавила во Австро-Унгарија, поточно во Будимпешта, главниот град на Унгарија, која била составен дел на Хабсбуршката монархија. Таму, во 1897 година, во Палас Наџи Лексикона, била објавена една етнографска карта на Балканот. На неа, на најголемиот дел од територијата на регионот Македонија, со зелена боја биле означени македонците и србите. На некој начин, тоа го отворило патот за појавата на картата на српскиот географ и етнограф Јован Цвијич во 1906 година, каде што за прв пат од страна на некој балкански научник на картите се забележува постојање на посебно словенско население во Османлиска Македонија, кое не било ниту српско, ниту бугарско. Овој српски интелектуалец и на картата од 1909 година забележува постојање на македонско-словенско население и тоа во 3 групи. Прво, македонословени, второ, македонословени под грчко влијание
И трето, муслимани македословени. Цвијич кон крајот на Првата светска војна објавил уште една етнолошка карта на Балканот. На оваа карта, исто како и на претходните, тој ги навел и словено-македонците, како дел од југословените, заедно со бугарите и србо-хрватите. На картата во северозападниот дел на Македонија преовладува српското население, што е дел од неговата теза за постоење на Срби во Македонија и пред Балканските војни. Во таа насока, овој податок не бил никакво изненадување, особено во време кога се очекувала и српската победа во Првата светска војна. Секако, покрај Срби, во Македонија биле наведени и грците, кои го заземале најјужниот дел од овој регион, потоа турците, а во некои делови на Македонија, во самата близина на границата со Бугарија, Цвијич забележал и бугарско население. Меѓутоа, остава впечаток постоење на споменатото словено-македонско население. На картата од 1980 година српскиот научник забележал дека ова население е присутно во најголемиот дел од географскиот регион Македонија. На север до Велес, на запад до Охрид, на исток до реката Струма, а на југ до Егејското море и Солун. Тоа што Цвијич го забележал за време на своите истражувања во Македонија и го ставил на картите, но и во своите книги, не значи истовремено и признавање на македонската посебност од страна на српските официјални политички кругови. Самиот Цвијич за македонското население говорел како за аморфна маса. Тезите и картите на Цвијич биле интересни за европската и особено за балканската наука која историјата и етнологијата ги користела за докажување на правото врз одредена територија, во случајов Македонија. Например, бугарскиот научник Иширков жестоко ги критикувал тезите на Цвијич со забелешка дека словенското население во Македонија било бугарско, а во времето пред создавањето на бугарската држава, најголемите бугарски националисти биле од Македонија. Цвијич со големо внимание бил следен и од страна на грчките научници и интелектуалци, кои длабоко биле вплеткани во остварувањето на грчките цели. Таму, помеѓу некои интелектуалци, се говорело за постоење на посебно словенско население во Османлиска Македонија. Неговите тези за постоење на посебна словенска група во Македонија, која не била ниту српска, ниту бугарска, во Грција биле пренесени уште во 1906 година. Меѓутоа, кога картите биле во прашање, Цвијич не бил осамен на Балканот за постоење на словено-македонско население. Токму еден влијателен и учен грк, професорот на Атинскиот универзитет Георгиос Сотиријадис, во Лондон 1918 година објавил една карта со наслов Елинизмот на Блискиот Исток. На картата се дадени одредени етнолошки состојби на Јужниот Балкан и западните делови на Мала Азија. Нормално, картата ги отсликува грчките видувања за состојбите. Тоа пак не значело дека Сотиријадис прави некаков фалсификат или пак претерува. Наинтересно е прикажувањето на територијата на која било населено, според Сотиријадис, македонско-словенско население. Во делот на Македонија кој бил во составот на Грчкото кралство, ова население било присутно во регионите околу Лерин, Воден, Костур, малку посеверно од Солун, како и во околината на Серес. Интересно е да се забележи дека со бојата која го означувала споменатото население е обоен најголемиот дел од делот на Македонија кој влегол во составот на Бугарското царство. На оваа карта нема податоци за етнолошките состојби во делот на Македонија под српска власт. Тоа е логично ако се има предвид самиот наслов на картата. Исто така, не треба да се изуми дека Грција со Србија биле на иста страна во втората половина од Првата светска војна, а со тоа и грчките погледи не биле насочени кон сојузничката територија. Оваа карта е многу значајна не само затоа што е еден од ретките докази за грчкото признавање на нашата посебност во тој период. Самиот автор, кој потекнувал од Македонија, бил угледен универзитетски професор, човекот доверба на тогашниот премиер Венизелос, поточно негов пријател,
и личност која била ангажирана од страна на грчката влада за да прибира докази за бугарското однесување во Источна Македонија во време на Првата светска војна. Оваа карта е исто така значајна и заради самата грчка картографија. Во 1915 година во Грција била објавена една карта со наслов Етнографска карта на Грчка Македонија. Оваа карта била отпечатена од страна на печатарската куќа Кондојани од Атина. На неа доминира грчкото население, а македонското било означено како бугарско. Оваа карта била наменета за внатрешна употреба во Грција. Овие карти, кои се појавиле на Балканот, не биле без соодветна придружба со карти кои во овој период се појавиле на Западот. Присуството на француските и британските војски на Македонскиот фронт во текот на Првата светска војна не можело да остане без белешки за локалното население. За разлика од порано, во овој период французите и англичаните забележале нешто што нивните сонародници не го забележале во претходниот период. Тоа бил нашиот народ, посебен во однос на другите балкански православни народи. Имињата со кои биле означени нашите предци на овие карти биле различни. Македонци или словенски македонци, македонски словени. А на картата објавена од Александер Грос во Лондон во 1918 година со наслов Расите во Источна Европа, македонското население, кое било означено како македонски словени, ја зазема скоро истата територија како и во картата на Цвијич. Истата година во Париз била отпечатена картата со наслов Етнографска карта на Централна Европа и на Балканските држави. Македонското население, кое е прикажано во деловите на Македонија кои биле во рамките на Србија и на Грција, е означено со името македонци. Ова име се појавило и на една британска карта од 1916 година. На оваа карта, насловена како Етнографска карта на Централна и на Југоисточна Европа, со бројот 27 биле означени македонците без никаков додаток на името. Овие две карти на некој начин ќе значат и поттик во иднина македонското население да биде означено со името кое се повеќе самото го користело за самоодредување – македонци. Така, во 1921 година во книгата Новиот свет, проблеми во политичката географија од Аизеа Боумен, печатена во Њу Јорк, била објавена една карта на која македонците се прикажани како посебен народ во однос на бугарите и на југословените, под кои авторот најверојатно ги подразбирал србите, хрватите и словенците. Македонците, според оваа карта, ја населувале територијата на Вардарска и Егејска Македонија. Ако сите тие карти ги анализираме, едноставно се наметнува еден општ заклучок дека во сите нив се забележува известна политичка или економска тенденција, зависно од интересите на нарачателот на картите. Во тој контекст се изработени трговски карти за Македонија, хидрографски карти или пак политички карти, врз основа на кои што овие земји ги градат своите односи кон Османлиската империја. Од друга страна, во истиот период, особено веќе во втората половина на 19. век, со појавата на првите слободни земји на Балканскиот полуостров, пред се на Грција, потоа на Србија, а нешто подосна и Бугарија, и овие земји заради своите политички аспирации кон османското наследство на Балканот, во чиј што центар се наоѓа Македонија, почнуваат да изработуваат карти за Македонија. Ако повторно и сите нив ги анализираме, може да забележиме дека главна тенденција на сите овие карти е да го докажуваат јазичкиот, или етничкиот карактер на Македонија, зависно од нивните претензии кон оваа територија. И сега, ако сите тие ги преклопиме, ќе видиме дека сите тие се спротивни една на друга, што значи дека тие се изработуваат по политички нарачки, меѓутоа никогаш не ја одразуваат реалноста во јазички или од етнографски аспект на населението во Македонија. Сето тоа е последица и на тоа што Османската империја и не води многу сметка за своите територии и допушта на нејзина територија да се развиваат различни пропаганди, а од друга страна пак македонско население не има своји изразити представници, ниту институции, низ кои што може да го покажат своето видување. На крајот,
Логично се поставува прашањето дали постоела и карта во овој период која била составена од некој кој самиот се чувствувал како македонец. Одговорот е едноставен. Да. Таа се појавила релативно доцна и како реакција на настаните поврзани со Балканските војни. Таа навистина не била објавена во Македонија, туку во рускиот главен град во тоа време Санкт Петерсбург. Димитрија Чуповски во 1913 година ја објавил картата со наслов Карта на Македонија по програма на македонските народници. Конечно, дури по крајот на Балканските војни во 1913 година за прв пат е изработена една карта, за прв пат од македонец, станува збор за Димитрија Чуповски, кој што поради поделбата на Македонија во текот на Балканските војни, од име на македонската колонија во Санкт Петерсбург, ја изработува првата етничка карта и географска карта на Македонија, со што всушност се бројува и во првите македонци картографи, со што и на индиректен начин и ги негира сите оние други претходни тврдења за различниот етнички карактер на Македонија. Македонија на оваа карта е представена во етногеографските граници. Картата била подготвена како придружен материјал на меморандумот кој бил наменет за представниците на големите сили. Нејзината цел била едноставна. Македонија представувала една географско-етничка целина. Чуповски нема да успее во своите намери, но зад неговото име останало уште едно вредно дело. Појавата на оваа карта е многу значајна за македонците.